Високи тротоари, згради без пристапни рампи, нервозни граѓани кои немаат трпение за своите сограѓани, држава, институции, локални и централни, кои прават само рекламирање, а во реалноста ништо или малку се подобрува. Триумфална порта, символ за успеси во една држава. На само 5 метри од незе пак срам за нешто што треба да се наречкува организирано општество. Во срцето на главниот град лицата со телесен инвалидитет не може да се движат. Причина уништена и неприлагодена инфраструктура. Болно и надвор од здрав разум е да се зборува во третата деценија од 21 век, дека наши сограѓани не можат да завршат основна работа, како што е слободно и безбедно движење. Би сакале да живееме тотално равноправно како и сите, бидејќи го поседуваме тој потенцијал. Полицијата да се врши работата и да ги бека тоа што нека присно паркира на нашето место и да не дозволува да се паркираат и да ги паѓаат паркинзите. Секоја приказна на лицата со телесна попреченост е како планина тешка, но тежок е и патот и на нивните семејства кои за да им овозможат барем минимална мобилност мора да се откажат од многу работи. Мора еден родител да не работи и мора да се жртвува ако другиот родител работи. Сега што е најважно е поддршка асистент што ни треба, да ни доделат помош и на нас родителите ни треба асистент. Меѓутоа немаме до сега асистент. Патот на мајката бил тежок. 5 години на рад се го изнесувала своето дете бидејќи живееле во зграда. Потоа го продале станот и изградиле куќа приспособена на потребите на детето. Додека се чека државата да си ја заврши работата, барем еден политичар дојде на маршот. Се дека не почнеме да казнуваме, ќе постои оваа дупка. Кога ќе почнеме тоа да го правиме сите заеднички, оваа дупка повеќе нема да биде бариера за ниту еден, а и за нас, бидејќи ние ќе се стопнеме еден ден на оваа дупка. По усогласување на сите закони, ќе има сериозни казни за институциите кои не действуваат за да ги овозможат законските одредби за мобилност. Во меѓувреме се разгледуваат сите опции за дополнителен притисок врз институциите. Апсолутно дека како организација не се откажуваме, дека и понатаму ќе притискаме. Сега, какви форми и методи на делување ќе примениме, тоа останува да донесе управниот одбор на организацијата. Според пресметките на меѓународните здравствени организации, просечно во државите околу 10 до 15% од населението се лица со телесен инвалидитет, што значи дека во Македонија оваа бројка би било од 200 до 300 илјади.